Прегледачи Детскиот културен центар Карпаш одбележа 75 години постоење. Како помина овие цели 75 години постоење, но и како го одбележавте јубилеот, Билјана Лалчевска-Серафимовска, директор на ДКЦ Карпаш. Добро утро. Добро утро и благодарам што сте тука секогаш да не поддржите, да ги промовираме овие прекрасни јубилеи, настани кои што, ете како што самите кажавте, 75 години се нижат овде во Детскиот културен центар Карпаш. Ова беше голем предизвик за мене како директор на институцијата и секако за сите оние карпошовци кои што го минале овој пат, значи дошле во овие простори и своето слободно време го минувале токму тука. Но ние овој јубилеј го замисливме малку на поинаков начин. Практично го посветивме на оние вработени кои што се сега на заслужен одмор во пензија, а тоа се нашите драги колеги, кои што навистина својот професионализам, својата едноставност и скромност никаде не ја покажале сите овие години изминати наназад. Затоа решив токму да ги почестам со една благодарница и една статуетка која што ќе нормално го краси нивниот дом, а секако и со овој каталог кој што го држам в раце, кој што точно го изработивме со сите оние активности кои што нели се случуваат години наназад во Детскиот културен центар Карпаш. Беше една прекрасен настан беше во Младинскиот културен центар, поточно во киното Фросина, мало интимна атмосфера, но со многу љубов и емоции. Самиот настан беше осмислен да биде мултимедијален, малку да се подсетиме на онаа историја која што ја имал домот, па така да преку проекција и преку стари филмови кои што ги изнајдов во Детскиот културен центар Карпаш, создадовме ние нешто многу интересно кое што еве сега зборувам, но тоа треба навистина да се погледне, заради тоа што тука го искористивме уникатниот глас на единствената Бранка Станковска, која што говори за Детскиот културен центар Карпаш, односно за пионерскиот дом Карпаш. Тоа е стара снимка која што ја искористивме и да кажам оние црно-бели филмчиња кои што одлично се вклопија во целиот тој настан. Имавме и изведби во живо, тоа се оние секции кои што екзистираат во домот, па така ни се представија со своји изведби фолклорната секција, односно и почетничката група која што беше атракција и го отвори фестивалот, бидејќи се почетници, се многу малечки и се сосема симпатични за почеток на фестивалот. Така што завршивме со балет, класична гитара и на крај нашиот детски градски хор Гласот на децата на Скопје ја отпеа во ново руво химната на Детскиот културен центар Карпаш, кој што ја напиша Драган Мијалковски, кој што воедно е бил и вработен во Детскиот културен центар Карпаш. Навистина на сцената имавме една несекојдневна емоција, бидејќи сегашните вработени им доделија на некогашните членови, односно не членови, него вработени, бидејќи вработени на вработени се доделува благодарници и признанија. И на крај сите заедно со децата застанавме на сцената и ја отпеавме нашата химна, која еве и ден денеска ни одзвонува во нашите глави, така да ете, тоа можам да кажам за 75 годишниот јубилеј. Многу ми е драго што градоначалничката на градот Скопје беше присутна на манифестацијата
и многу ни е значајна поддршката на градот Скопје секогаш, бидејќи станува збор за деца, а градоначалничката, вклучително и секторот за јавни дејности, секогаш знаат да ја препознаат вистинската идеја и да не поддржат секогаш и во секое време. Така, убаво кажано, многу манифестации, многу интересни активности, поминати тука ни со овие 75 години, како што кажавте и вие, Детскиот културен центар Карпаш. Не можеме се да опфатиме, бидејќи ќе ни требаат долги емисии за да ги споменаме сите, со што најмногу се гордеете ако треба да одвоите барем неколку активности ева во изминатиот период, додека вие сте директор на Детскиот културен центар Карпаш, што ви остави најголем впечаток или на што најмногу се гордеете? Ова е многу тешко прашање, бидејќи на вистина сето она што го осмислив како идеја изминативе 5 години стана реалност. Знаете, кога мајката ќе ја прашате кое дете ви е нели најмило, така и мене сега прашањево ми доаѓа на вистина може да. Мене еден од поинтересните проекти, бидејќи често доаѓаме да ве снимаме, ми е размената со книги. Оние кукички кои што ги поставивте низ неколку локации во Скопје, не знам дали се уште функционира, претпоставувам дека ги има, меѓутоа јас сум направила размена. Па еднаш и во живо направивме таква размена, ако се сеќавате. Тоа е одличен проект, морам да признам. Прочитана книга ја оставате во кукичката, се зимата нова, за да го поттикнеме читањето. Одлично. Така, допрва имаме и нови идеи кои што ќе имате можност да ги проследите и да ги снимите овде во центарот од септември. Нема да откривам се. На вистина горда сум на сето она што сум го направила за децата да се чувствуваат пријатно овде во нашиот центар. Со само за крај само ќе ве прашам дали имате нови уписи за сите оние карпошани кои што можеби прв пат слушаат Детски културен центар Карпош, какви секции има? Ние сега завршивме, како завршува учебната година, така завршуваме ние со нашите активности, малку и ние да собереме сила, енергија, за да можеме да продолжиме од септември. Новите уписи ќе бидат од средината на август до почетокот на септември. Значи имаме балетска секција, фолклорна секција, шах, пинг-понг, изучување на класична гитара, изучување на народни инструменти, фолклор, хор, и имаме еден новитет кој што ќе стартува од септември, а тоа е она креативна 3D работилница каде што ќе можат децата да ги изучуваат основните елементи на 3D принтерот, така да тоа ќе биде нешто спектакуларно и ново, нешто што се бара во 21 век, децата сами да можат преку 3D принтање да создадат своји да кажам сувенири или сето она што го замислиле може тоа да го преточат преку 3D принтер. Интересно. Ќе додеме, ќе го снимиме и тоа. Благодарам за одвоеното време, уште многу успешни години да слави Детскиот културен центар Карпаш. Ви благодарам вам секогаш што сте тука да ги промовираме овие наши активности.